Пронајдени диаманти и документи за кои постои сомнеж дека се дел од криминалната империја со цел проневера на повеќе десетици милиони евра. Ова е само дел од она што истражните органи го нашле кај близок соработник на семејството Заеви. Според информациите на Алфа, при претресите кои се одвивале во Струмица, Скопје и Гостивар, институциите го обезбеделе присуството на сега веќе главниот осомничен, додека повеќе лица се во бегство. Постојат сомненија за сторени кривични дела, даночно затајување, даночна измама и перење пари. За таа цел косовски државјани формирале фирми кои имале деловна активност со осомничениот струмички бизнисмен кој важи за близок до поранешниот премиер, дознава Алфа. Без да споменува имиња, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски потврди дека имало полициска акција, а постои сомнеж за голем криминал вреден милиони евра. Ова е еден од предметите кои што слободно можам да кажем дека има основани сомненија дека станува збор за епски криминал, кој што, нажалост, повторно, е на штета на буџетот на Македонија, односно на парите на народот. Првичните информации се дека станува збор за милионски суми, кои што се последица на неколку кривични дела. За оваа акција на македонските институции, Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска испрати благодарност до Управата за јавни приходи и другите надлежни за помошта при откривање на можните криминали. Сакам да искажам огромна благодарност до Управата за јавни приходи и директорката Елена Петрова, а особено до колегите од Струмица и другите градови кои денес, заедно со мене, цел ден неуморно работеа во спроведување на акцијата во Струмица. Дел од нив директно со мене во Струмица, а дел и низ други градови на Македонија. ВМРО ДПМН во минатото предупредуваше дека фирми поврзани со Заеви се вклучени во криминал. Пред 4 години обвинија дека бил фатен камион во кој имало брендирана роба за шверц, па бил пуштен по ургенција на власта. Според нашите информации, камионот кога бил сопрен кој превезувал роба за блискиот соработник на Вице Заев, Крмзов, инаку Винекс Текстил, немал документи за царина на дел од робата која што ја превезувал. Возачот немал исправни документи за брендираната роба и автоделовите, а лажал дека имал комплетна документација кога бил сопрен од надлежните лица од полицијата. Акцијата за овој случај за кој постојат сомнежи за повеќе кривични дела, заеднички ја спроведуваат полицијата, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, УЈП во соработка со Министерството за финансии. Претреси биле извршени во повеќе фирми, како и во домови на дел од осомничените, но и во познатата Вила Парк во Струмица, локал за кој јавна тајна е дека зад него стојат Заеви, но официјално има друг сопственик.